Граде! Граде! To treba ja da vi donesam. 6. октомври е меѓународен ден за заштита на озонската обвивка и глобален ден за чистење, подводно чистење на брегот на Дојранското езеро. Овде ги наоѓаме нуркачите од неколку нуркачки клубови во Македонија, а прв за да ни ја представи акцијата и за тоа што се ќе се случува овде, разговараме со Кире Ангелевски, председател на Спелио нуркачкиот клуб Врело од Скопје. Поздрав до сите гледачи. Ова е една од повеќето акции за чистење на водите во Македонија во рамките на глобалната светска асоциација за подводно чистење, за будење на свеста. Будење на свеста кај граѓаните за чистење на водите и за заштита, за чување на водите. Така, очекувате ли дека нешто повеќе се случува во длабочините на езерото? Не, горе-долу секаде исто се случува. Тоа пластика, гуми, метални предмети, тенчериња, што знам, шпорети и така. Иначе, горе-долу секаде исто низ Македонија. Така, да. За вашата соработка овде? Нашата соработка со Спелеонуркачкиот клуб Врело трае повеќе години и заедно учествуваме во овие акции за чистење на езерата од вода и се надеваме дека гледачите, сите присутни што ги користат, што доаѓаат што ги користат плажите, дека најверојатно ова ќе биде еден апел до сите дека треба самите да се трудиме да ги заштитиме водите од самите себе си. Пошто најголеми загадувачи сме ние луѓето. За да се подигне свеста, затоа ги организираме овие акции и се надеваме дека ќе има некаков напредок и успех. Да. Ова секогаш се случува после летото, летната сезона или траат ваквите акции во текот на годината, бидејќи овде ве дочека убаво време, меѓутоа предстојат и есенски дождовни сезони. Јас мислам дека во целата година престојува и исто како колегата Александар што кажа од Битола, треба да има свест луѓето, значи во текот на целата година, дали е зима или лето или есен. Тоа е, да не заведуваат, да има свест граѓаните, толку не. Така, ви посакуваме значи мирни води и ја очекуваме финишот од вашата акција. Благодарам. Општината Дојран денеска е домаќин на глобалниот подводен ден за заштита и чистење. Градоначалникот Чабулев овде како ментор на акцијата која што се изведува на брегот и на самата површина од Дојранското езеро. Еве ќе ни кажете поконкретно за активностите и после крајот на туристичката сезона, очекувате ли дека нешто повеќе се случува во самите води од езерото? Да бидам реален и истинит и конкретен, сезоната заврши не многу успешно, иако правевме напори за да биде, за жал, не сакам да навлегувам, али мене ми се чини дека стандардот на народот го прави сето тоа, дали ќе има богат туризам или послаб туризам. Сезоната заврши, сега земаме една активност заедно со подводниот клуб Врело, Беден од Битола, Амфора од Охрид и Таласот од Битола. Така да ни дојда на помош, за да може на сега во мирно, пошто сезоната заврши, толку езерото во подводниот свет, кажа, под водата да се исчисти се што е нафрлено со години наназад. Имаме тука исто према раскажувањето на историјата од луѓето. После завршуване на Балканската војна, оружјето било збирано од војниците и населението и сето тоа било уништено и фрлено во езерото. Каде тоа точно не знаеме,
велики кинеме среќа со нуркачите да нешто откриеме и истиот да биде изваден од длабочините на езерото. Воедно загадување на езерото са и спортските риболовци, кои веќе преку месец дена со доделувањето на концесијата на езерото за стопански и рекреативен риболов. Овие кои ја земаат концесијата треба да поведат поголема сметка и разговор и едукација со сите спортски риболовци кои доаѓаат на Дојран, пошто според мене овие не се спортски риболовци да дојдат за саат, 2, 3, 4 да рекреират, да фатат по некоја риба, тие се од рано се бавеле до касно вечер, што значи не излеват ни да јадат ни да пијат. Цел ден се во чајницот, све што се јади, све што се пие од пластични флаши се фрла во езерото и крајбрежниот дел со таласите после ги избацува на самиот брег и некој по нив треба да оди да чисти. Јас сум комуналното да се направи договор со концесионерот на цела обала да се наплаќа од страна на комуналното за да може да се одржа чистоката, хигиената и екологијата на самата езера. Така, очигледно дека целиот терет не може да остане само на општината и на иницијативата на овие нуркачки клубови, туку треба една поширока организација, веројатно и едукативна улога и свеска и граѓаните сепак за овие убавини на Дојранското езеро да останат и понатаму за користење во чиста и еколошка состојба. Очекуваме да заврши акцијата и се надевам дека се успешна ќе биде акцијата, со тоа ќе допринесеме како едукација меѓу народот, да водат сметка значи за езерото, да не се загадува, да не доаѓа до овие работи, сакаме да биде што почисто Дојран. Сезоната реков заврши, треба да се работи понатаму, не очекуваат сезони и многу сезони, така да гледаме да можеме Дојран да го претвориме во една чиста, убава, средена средина. Еве, после 2 часа потрага по водите на езерото, на брегот од Дојранските води, Кире Ангелевски, водачот на оваа акција од клубот Врело. Колку да ни кажете, првите 2 часа потрага, што се успеавте да извадите од дното на езеро? Добро, ова е се во попнитиот дел и нема многу отпадоци. Сега се уште не се извлезени другите нуркачи, сега влегуваме повторно, така до 14 часот имаме се уште, меѓутоа кажува дека нема многу отпадоци. Може би затоа што е плитко, па и може би културни се граѓаните на Дојран. Сепак, што е тоа што го најдовте? Пластика, што има и така отпадоци, чадори, што се фрлало. Предпоставам рибарите како што ловат фрлиле па нешто. Што е и нормално. Да. Втората фаза ќе видиш. И престои утрешниот ден за работа. Отежното е малце нуркањето заради видливоста во езерото. Овој период од годината е малце поматно езерото. Мештаните како што велат дека напролет околу мај месец, значи пред мај и после мај, тука е малце поголема видливоста, па е подобро за преварување на езерото. Така. Друг проблем е тоа што се јавува, значи, тињата на дното, има, да речем, повеќе од 20 сантими тиња, така да и можеби повеќето од ѓубрето веќе не можеме ни да го најдеме, пошто веќе е закопано во подлабоко од тињата. А користите некои други уреди, освен визуелниот поглед, дали нешто има на дното? Не, освен визуелниот поглед, ништо друго не користиме моментално. Да. Се на се, тоа значи ако можете вие успешно да пливате низ длабочините на водите, тоа не представува проблем ниту за капачите. Точно така. Значи од безбедносни причини се е во ред, но од еколошки причини вашата акција продолжува. Ќе продолжи понатаму. Се надевам, ќе ве следиме и во другите ваши потраги. Еве, имајте успешен ден. Благодарам. Благодарам.